Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Петочното издание го реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Заборавањето клуч или пак нечие име најчесто е беззначајно. Но каде е границата меѓу нормалното старење и првите знаци на деменција? Денеска ќе зборуваме за мозокот, меморијата и деменцијата која подмолно се развива со години. Кои се новите ризик фактори и дали деменцијата може да се превенира или барем навреме да се препознае? Дали секоја деменција е иста? Е клучното прашање во денешната Телма амбуланта која ќе го патиме на доктор Елеонора Лазарова, специјализант по неврологија. Останете на Телма. Во денешната Телма амбуланта ќе добиеме одговор на прашањето дали секоја деменција е иста. На оваа тема денеска ќе разговараме со доктор Елеонора Лазарова, специјализант по неврологија во приватната клиничка болница Жан Митрев. Докторке, добар ден, добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден, ви благодарам на поканата. Драго му е што сум дел од денешната емисија, каде што ќе зборуваме за една тема која што е доста актуелна, значи кај нас, меѓутоа некако подзадскриена од другите невролошки болести. На секој од нас му се случило понекогаш да го заборави клучот од дома или од автомобилот, или пак да се подзамисли дали е исклучил пеглата од струја, но која е разликата помеѓу таа обична заборавеност и некаков сериозен проблем? Да, точно е така. Значи, ние живееме во едно стресно општество во кое што секој од нас е расеан на било каков начин. Постојано забораваме кај сме го оставиле телефонот, клучот, картичката. Меѓутоа, за кратко време ние се присетуваме. Додека кај болниот од деменција станува збор за еден друг вид на заборавање. Тоа е когнитивно пропаѓање на невроните кај пациентот кај кој што се случува значи губиток на конекцијата помеѓу мозочните неврони и доаѓа до едно патолошко акумулирање на протеини кои што се токсични за мозокот и кои што доведуваат до ирреверзибилно пропаѓање на невроните во тие делови кои што се зафатени во мозокот. Дали можеби губењето на ориентацијата во просторот е посериозен знак за некаков проблем од потешкотијата да се сетиме на нечие име или пак на вистинскиот збор во реченицата или пак на некој датум? Да, сепак тоа се некои показатели кои што ни укажуваат на тоа дека сепак може да се работи за некој патолошки процес наспроти она, да кажам, расеаноста или старењето кои што се физиолошки нормални појави кои што значи не означуваат дека се случува нешто патолошко во нашиот мозок. Значи, ајде да ги потенцираме тие работи. Губење на меморија, значи меморија, најпрво обично тие пациенти значи ја губат меморијата, меѓутоа тоа е краткорочната меморија. Што значи тоа? Дека они не се сеќаваат на настаните кои што се случиле денес, вчера, завчера, пред неколку денови или недели, меѓутоа многу добро се сеќаваат на настаните кои што им се случиле во младоста. Значи тие многу пати се навраќаат во младоста. А подоцна знаат да поставуваат едни исти прашања повеќе пати, иако веќе им се одговорени, имаат проблем со ориентација во сите 4 правци, значи во времето, во просторот, кон себе и на крајот и кон личностите нормално, значи кон блиските, они не ги препознаваат, меѓутоа тоа се случува веќе во 3-тиот или 4-тиот стадиум на деменција. Потоа имаат промени во однесувањето, промени во личноста, карактерот, значи од една депресивна анксиозна состојба до една психомоторна агитација, веќе значи со халуцинации, дали се тоа визуелни или аудитивни, кои што може реално да го нарушат секојдневието на самиот пациент. Дали деменцијата е неизбежен дел од старењето или сепак се работи за патологија, односно за проблем, за болест? Значи не е неизбежен дел од значи старењето, сепак е патолошки процес, значи не мора секој стар човек, да речеме кој што е нели стар, да има деменција. Има луѓе по 85 значи години кои што немаат деменција, совршено им е менталното здравје. Така да значи со примена на некои здрави навики, значи здрав живот да кажам, сепак ние можеме да ја избегнеме таа болест доколку е возможно.
Сега ќе проговориме за ризик факторите. Споменавте дека со здрав животен стил може да се избегне болеста, но што е со генетиката? Колку е важен наследниот фактор? Доколку имаме во семејството некој со деменција, дали тоа значи дека всушност и нас тоа може да ни се случи, кај голема веројатност за Да, тоа? генетската предиспозиција е немодифицирачки фактор. Што значи тоа? Значи тоа е фактор кој што ние не можеме за жал да го смениме. И овде заедно со генетската предиспозиција спаѓаат и полот и возраста, нели тоа не можеме да го смениме, за разлика од другите модифицирачки фактори кои што можеме да ги промениме. Генот кој што обично е одговорен за настанување на Алцхаймеровата деменција е ген аполипопротеин 4, меѓутоа генот е ризик фактор, не е пресуда, не мора да значи дека лицата кои што се носители на тој ген дека ќе развијат болест. Обично и лица кои што не се носители на генот, значи ја развиваат деменцијата, меѓутоа многу други ризик фактори. Така да не мора да значи дека генетиката, ако некој има дома во фамилија некој близок со деменција, дека и самиот тој ќе развие деменција после неколку години. Значи тоа не е пресуда. Споменавте генетиката, возраст е ризик фактор, но и полот. Да. Што тоа значи? Мажите или жените се Па попредиспонирани на овој жените, проблем? затоа што жените живеат подолго од мажите и како се зголемува животниот век, така се зголемува и бројот на лица со деменција. Обично во светот, значи тој број е доста голем, околу 55 милиони луѓе страдаат од деменција, меѓутоа се очекува дека тој број би се зголемил отприлика за 20 години би се зголемил над 150 милиони луѓе во светот. Така да жените значи сепак се по предиспонирани за разлика од мажите. Пред некој ден излезе една нова студија која што вели дека и менопаузата е всушност ризик фактор, промената на хормонското ниво и сега се работи всушност на некои анализи и во тоа поле. Дојдовме до оние нови ризик фактори кои што науката вели дека се поврзани со појавата на деменција. Што е со оралното здравје, односно со болестите на непцата и на забите? Вела дека изолирана некоја бактерија која што живее во непцата и која што создава проблем со тоа ткиво, но и со мозокот, доведува до Алцхаймер. Па појасните ни зашто станува збор. Да, точно е дека има некои студии. Постои една бактерија, тоа е бактеријата Porphyromonas gingivalis, која што обично е одговорна за болести на непцата, обично воспалителни болести на непцата и механизмот на дејство на тој механизам како се значи проширува таа инфекција, односно тоа е преку воспалението кој што се шири од непцето до мозокот и на тој начин се поттикнува значи создавањето на тие амилоидни плаки во мозокот, кој што е нели ризик фактор за развој на деменција. Затоа е многу битно оралното здравје за менталното здравје. Значи постои тесна врска. Тесна поврзаност постои, да. Затоа редовни стоматолошки прегледи. Редовни стоматолошки се клучни, значи исто така и за здравјето на мозокот. За здравјето на мозокот. Исто така има анализи, односно студии кои што потврдува дека високото ниво на железо во крвта, рече на феритинот, може да доведе до невролошки проблеми и до деменција. Што тоа значи? Треба да се следи овој параметар во крвта? Па вака, значи има студии кои што докажуваат дека феритинот кој што е протеин кој што го складира железото во телото. Тоа се всушност резерви на железо. Да, резерви, значи може тој значи висок, фактички ние имаме потреба, значи мозокот има потреба од железо, меѓутоа доколку е во енормни количини тоа железо може да биде токсично за мозокот, како и нели нормално секоја супстанца која што е во поголеми количини од колку што треба. Исто значи механизмот е ист преку таложење на тие патолошки протеини во мозокот, тие амилоидни плаки во мозокот, значи на тој начин се предизвикува и значи вакво високото ниво доаѓа до деменција, заради тоа што сепак сметам дека луѓе кои треба да го испитуваат овој параметар, не треба сите луѓе, значи треба луѓе обично кои што имаат некои болести како ренални болести, значи хронична бубрежна инсуфициенција, хепатални заболувања, потоа хронични воспалителни болести, генетски болести, значи не треба секој човек рутински да го испитува феритинот во крвта. Значи само одредена група е всушност болест во таа ризична категорија. Да, така. Ги споменавте хроничните болести, еве ги бубрезите
како еден од органите кој што ја филтрира крвта, дали неможноста да се изфилтрира крвта како што треба и теложењето на токсини во организмот може да доведе до некоја форма на деменција? Да, и тоа може да доведе затоа што токсините, тоа се деградационите продукти на бубрезите, каротининот и уреата, обично кај хронични болести на бубрезите не се филтрираат целосно, значи дел од тие токсини поминуваат во мозокот и го нарушуваат невроналното функционирање. Меѓутоа, исто така кај овие болни имаме и нарушена циркулација, која што доведува до микроинфаркти, кои што подоцна доведуваат до друг вид на деменција, за која што ќе збориме и подоцна, тоа е васкуларната деменција, која што настанува обично после мозочни удари. Так, подетално за тоа подолу во емисијата, уште малку ќе се задржиме на ризик факторите, оние нови ризик фактори за кои што се погласно се зборува, велат дека постои тесна врска помеѓу здравјето на стомакот и мозокот. Па што значи нарушената бактериска, односно микрофлора во цревата за воспалителните процеси на мозокот и појавата на деменција? Да, и стомакот е поврзан како и се друго со мозокот. Значи, тие се поврзани преку нервниот систем, преку нервус вагус, преку хормоните, преку имунолошкиот систем и преку цревната микрофлора. Преку оската good brain значи дека за нормално функционирање на здрав мозок ни е потребен здрав стомак, а доколку имаме нарушена цревна флора, би имале и многу воспалителни процеси во мозокот. Така да и тука има тесна поврзаност на тие два органи. Така дури некои психијатриски болести ги поврзуваат со нарушена микрофлора или пак со присуство на одреден тип на бактерија во цревата, па сега се прават и тука детални анализи. Не е издвоена некоја бактерија која што директно е поврзана со деменцијата во стомакот? Не знам за тоа, не сум... Не сте најшли на некој таков податок, така. Секојдневно има нови информации. Ке проговориме и за недостатокот на социјалната стимулација. Многу луѓе живеат изолирано, сами. Сами се и осамени, се немаат со кого да си прозборат. Што тоа значи за здравјето на мозокот? Тоа е еден силен ризик фактор за развивање, за жал, за деменција, заради тоа што социјалната неактивност, значи исто така, освен што доведува до развој на деменција, е причина и за депресија, и депресијата сама по себе знае да биде ризик фактор за деменција. Така да, значи, со учење на нови работи, со дружење со луѓе, потоа, значи, решавање секојдневно некои крстозборки, значи, односно работи кои што го држат мозокот активен, а не пасивен, на некој начин се одржува тоа когнитивно здравје и се превенира мозокот, значи да настанат оштетување на мозокот, значи поради таа социјална неактивност, така да се стимулира мозокот со правење на некои, значи, нови работи. Така, значи, оние кои што постојано седат дома и пред телевизорот да излезат надвор, да се поздрават со соседите, да си направат муабет. Да, треба. Дружбата е многу битна, значи социјалната интеракција, значи стварно, значи треба многу луѓе да ја применуваат, а не дома да седат пред телевизорот затворени и сами со себе. И блиските членови од семејството, децата, да се јавуваат на повозрастните, да не ги оставаат сами, да им доаѓаат на гости, бидејќи така ќе биде зачувано и менталното здравје. Поентата да имаат некоја рутина болните од деменција, значи ако им би имале некоја рутина, болеста би одела, прогресијата би одела многу побавно, отколку еве да лежат дома, да речеме затворени сами со себе и тука веќе, значи, текот на настаните би бил на крајот и летален. Многу често и нема кој да примети дека нема кој да примети, точно ако живеат возрастното лице пропаѓа и се развиваат симптоми на деменција. Сега, оние кои што немаат пријатели, кои што немаат никаква социјална интеракција, обично посегнуваат по мобилниот телефон и социјалните мрежи и слично. Дали екраните помагаат или пак одмагаат во здравјето на мозокот? Ова е сега една голема дилема. Што им советувате на повозрастните како превенција од деменција, да ги користат социјалните мрежи или е подобро да излезат надвор и да дружат? Во секој случај подобро, значи да излезат надвор и да се дружат со луѓе, отколку да ги користат екраните. Меѓутоа се за во некои ситуации екраните, значи доколку нели гледаме некои корисни информации на медиумите, дали тоа на телевизија или на социјалните мрежи, сепак тоа може да биде корисно за мозокот. Ако слушнеме некои нови работи, ако учиме, да речеме, преку апликации учиме
нови јазични вештини, ако се занимаваме со некои работи кои што не сме ги правеле досега, така да и тоа знае да даде некои придобивки за мозокот. Меѓутоа екранизација пред спиење тоа не се препорачува и тоа води значи до ризик за деменција. Вела дека исто така движењето е многу важно за мозокот. Колку време во текот на денот препорачувате движење кај повозрастните, прошетки? Па, значи, отприлика и пола сат да се движат, значи да имат физичка активност е многу подобро отколку да лежат цело време. Зависи од болестите кои што ги имаат, од другите коморбидитети, колку се препорачувани или да се движат, меѓутоа во секој случај значи треба да се преминува физичка активност. Дури и само тоа да е пешачење. Да, понекогаш и пешачењето е доволно. Да. Сега да ги разгледаме различните форми на деменција кои што може да се јават, бидејќи не секоја деменција е иста, така? Различи се. Еве да започнеме со Алцхајмеровата, која што вела дека е присутна кај 60% од пациентите, тоа е навистина голем процент. Што се случува во мозокот за да настапи оваа форма? Да, Алцхајмеровата деменција, верувам дека гледачите само тој вид на деменција го знаат, значи другите не им се многу познати, затоа што отпаѓа на неа околу 60% од деменциите. Овде станува збор за еден патолошки процес со патолошко акумулирање на протеини во мозокот, бета-амилоид и тау протеин, каде што ги губиме конекциите помеѓу тие клетки во мозокот и доаѓа до иреверзибилно, односно неповратно оштетување на невроните во тие регии. И овде, како што споменавме претходно, губитокот на таа краткорочна меморија е прв симптом кој што може да ни укаже дека кај болниот, значи, мислам кај пациентот може да се работи за некаков патолошки процес, значи, а не за она нормално нели заборавање. Значи не се сеќаваат на она што се случило сега. Да, значи тие моменти, тие настани ги забораваат. Значи пример биле со некој некаде, меѓутоа го заборавиле сето тоа, не се сеќаваат на настаните што се случиле пред саат време, пред 2, пред 3 и така натаму. Свесни се дека имаат некаков проблем? Многу пати не се свесни. Значи, многу пати не се свесни и дури лицата кои што прво ги го забележуваат, тоа е доколку живеат нели со фамилија, значи или со брачен партнер, значи тие ги забележуваат првичните знаци и симптоми кај пациентот. Пациентот може многу години да не е свесен дека му се случува нешто, си мисли нели дека е расеан, дека има многу работа, дека заборава, дека секој човек нормално заборава. Меѓутоа и заради тоа и сме дојдени до ова ниво затоа што реално многу подоцна пациентите се обраќаат на лекар. Значи они веќе во стадиумите во кои што они веќе се значи фактички не се функционални. Не можат да ги извршуваат секојдневните активности, не можат да јадат, не можат да готват, не можат да се грижат за себе. Значи во тие моменти они доаѓаат на лекар и веќе тука реално е многу доцна за да се направи било што. Обично кој ги носи на лекар? Брачниот партнер? Обично брачниот партнер, ако е, да кажеме, некој што е нели добар со здравието, или пак ќерката, синот, значи децата. И кога ќе седнат пред неврологот, признава дека имат некаков проблем или обично се лути што ги донеле на преглед? Знаат да бидат и лути, значи на фамилијата која што ги донела, меѓутоа и кај фамилијата сепак има една не доволна едукација за тоа кога треба да се обратат на лекар, кај кој лекар треба да се обратат, затоа што многу пати и постојат болести кои што даваат дементна слика, меѓутоа не значи дека се работи за деменција. Така да еден целосен преглед, значи многу испитувања треба да се направат за да се дојде до дијагнозата дека станува збор за некаков вид на деменција. Споменавте болести што даваат дементна слика. Кои се тие обично? Па вака, многу пати, како што споменавме и претходно, значи депресијата може да даде значи една дементна слика, потоа нарушена функција на тироидната железа, затоа што пациентите кои што имаат хипотироидизам обично имаат намалена концентрација, меморија, спори се така, значи забавени и понекогаш може да се маскира таа клиничка слика и да се помисли дека пациентот има деменција, има сосема или друга работа. Обично пациенти кои имаат електролитен дисбаланс, значи намалено ниво на натриум, намалено ниво на калиум, на хлориди, на магнезиум, дефицит на B12, значи сите тие работи, анемија исто така и многу невролошки болести, како мозочни крварења, исхемични мозочни удари, потоа тумори, кои што обично нели пациентите доаѓаат дезориентирани, значи не се сеќаваат на личноста која што е до нив
и не мора да значи дека имаат деменција, може да значи дека имаат некој тумор во тој предел кој што треба нели подетално да се иследи. Значи не е едноставно поставувањето на дијагноза Алцхаймер. Треба да се исклучат сите Сите овие работи треба и да се направат испитувања, значи не може само врз основа на анамнезата и статусот да речеме или врз основа на невропсихолошко тестирање да кажеме дека се работи за пациент со деменција. Има еден тест на кој што е вклучено цртање на часовник. Неопходно ли е секој пациент да го направи тестот? Да, тоа е еден од првичните ваква тестови кои што ги правиме кај пациентиве. Меѓутоа, многу е битно значи анамнезата, односно хетероанамнезата, значи како започнале симптомите, кога се јавиле симптомите. Значи сите тие работи се многу битни за да се постави дијагнозата. Потоа лабораториските анализи, како што кажавме нели претходно, ако има пациент дефицит на B12, ако има нарушена функција значи на тироидна железа, високо ТСХ, намалено FT4 и FT3, тоа може да ни укаже дека се работи за проблеми со тироидна железа или со дефицит на B12. Ако направиме магнетна резонанца на мозок, може да видиме тумор, може да видиме крварење, може да имаме исхемија во тој дел. Значи, меѓутоа, доколку видиме дека се е тоа чисто на невроимиджинг дијагностика, имаме некоја глобална атрофија на системот, на коморниот систем, може да ни укаже дека вистина пациентот има некој дементен процес. Споминавте дека роднините, блиските членови на семејството не знаат каде најнапред да се упатат кај кој лекар со нивниот близок. Дали матичниот е првиот чекор или веднаш треба кај невролог? Па сметам дека матичниот. Матичниот е тој кој што треба, значи добро да направи триажа, значи да знае кај да го упати пациентот. Може ќе треба да го упати на ендокринолог, ако станува збор за проблеми со тироидна железа. Значи барем една лабораториска анализа, значи една анамнеза, добра анамнеза, хетероанамнеза и еден статус значи да се направи за да се процени барем првичната значи состојба на пациентот, а подоцна веќе доколку установи дека има вистински знаци и симптоми на деменција, се друго е исклучено, треба да се препрати на невролог. Некогаш се јавува деменција поради мозочни удари, дури и оние мали мозочни удари што пациентот не ги чувствува може да доведат до некаква форма на когнитивно пропаѓање. Таа деменција како се нарекува? Таа се нарекува васкуларна деменција. Се повеќе луѓе, бидејќи изголемен е бројот на лица со мозочни удари, го имаат тој вид на деменција. Што значи тоа? Значи дека обично кога се случува еден цереброваскуларен инсулт во мозокот, значи имаме намалено крвоснабдување во таа регија и имаме значи нормално изумирање значи на невроните во тој дел и тоа е ризик фактор за да се развие подоцна и васкуларна деменција заради таа нарушена циркулација, заради тоа оштетување на крвните садови во мозокот. Меѓутоа, оние микроудари, да, може тие да се исто така причина, меѓутоа, оние што се транзиторни исхемични атаки, односно тоа е нели предвесник на мозочен удар, тоа не може да даде веднаш васкуларна деменција. Значи, една сериозна состојба која што обично не остава последици на пациентот. Обично за 24 сати и да имал некаква слабост на екстремитетите, проблеми со говорот, сето тоа поминува и не остава последици и не е ризик фактор за развој на васкуларна деменција. И треба повеќе удари да се случат за да имаме нели ризик за деменција. Дали секој пациент што ќе има мозочен удар, всушност е во ризик групата да развие васкуларна деменција? Од што зависи дали некој ќе развие или не? Бидејќи не сите со мозочен удар ќе развијат деменција. Да, од тоа колку се придржува до оние здрави, значи навики, здрав животен стил. Значи тоа значи ако пациентот имал мозочен удар, треба да зема, ако причината за тој мозочен удар е аритмија, да речеме, значи треба да зема терапија, антикоагулантна терапија за да не дојде до уште еден мозочен удар. Потоа значи нормално здрава исхрана се препорачува. Се препорачува регулација на другите значи хронични болести кај пациентот доколку ги има. Хипертензија, хиперлипидемија, диабетес мелитус. Се препорачува доколку не со некоја комплетна пареза, плегија, да се движи, да биде нели социјално стимулиран, да се дружи со луѓе. Значи сите тие со овие значи со здрав начин на живот доколку може кај овие пациенти значи може сепак да се превенира и васкуларна деменција. Има една форма на деменција која што наликува на Паркинсонова болест. Зашто точно се работи?
Да, тоа е деменција со левиеви телца. Многу често се меша со Паркинсоновата болест, иако малце различно започнува текот на симптомите кај овие две невродегенеративни болести. Значи, бидејќи Паркинсоновата болест е невродегенеративна болест, меѓутоа кај Паркинсоновата болест таа започнува со појава на моторни симптоми. Значи, односно пациентот има еден зголемен мускулен тонус, значи едно забавено движење, еден карактеристичен изглед на лицето, без мимика, хипомимија уште се нарекува, така една подграбавеност кога се движат. Кај тие симптоми подоцна се јавува, подоцна е засегната меморијата. И ние понекогаш и користиме значи една диагноза, тоа е Паркинсонова болест со деменција. Значи и тоа често пати го имаме. Меѓутоа кај деменцијата со левиевите телца меморијата е таа која што е на почетокот засегната, а визуелните халуцинации и моторните симптоми, екстрапирамидни симптоми, обично се јавуваат на крајот од болеста. Какви се визуелни халуцинации се јавуваат? Да, значи они гледат обично работи кои што не постојат, разговараат со лица кои што не се во просторијата. Може и аудитивни да има, може да слушаат гласови. Така да може и на шизофренија да наликува на моменти. Може многу пати наликува на шизофренија, така да овде мора да се користат антипсихотици лекови кои што би ги намалиле тие халуцинации. Значи они се многу пати нервозни, агитирани, агресивни, сака да се повредат нив, сака да ги повредат блиските до себе, затоа што не ги препознаваат дека нели тоа е синот, ќерката, внукот, мислат дека се некои непријатели, некои кратци. Се случуваат ли грешки во диагностиката на оваа форма на деменција, бидејќи наликува на некои психијатриски нарушувања, исто така наликува на Паркинсонова болест? Како се поставува диагнозата? Па диагнозата се поставува значи најпрво со како што кажавме, значи обично најбитна ни е хетероанамнезата, како започнале симптомите. И нормално магнетна резонанца на мозок, кој што би го кажала на различни процеси, значи кај деменцијата би имале атрофија на мозочниот систем, кај Паркинсоновата болест не мора да значи дека би имале такво нешто. Има и форма на деменција која што најнапредува до промена на личноста, на карактерот на оној кој што заболел од неа. Тоа е фронтотемпоралната. Фронтотемпоралната деменција обично. Значи деменција што го зафаќа предниот дел од мозокот. Да, и почниците, да. Значи тоа е деменција која што обично се јавува кај млади лица, значи многу поразлична од другите видови на деменција и е 10% од ПГ на неа, мислам, од сите видови на деменција. Значи тие пациенти обично кај нив меморијата долго време е сочувана. Значи од 45 до 65 години се јавуваат, кај нив се јавуваат промени во однесувањето, промени во личноста, од една апатија до една депресија, до една импулсивност во подоцнежните стадиуми, социјална, значи неактивност, постојано седат дома, не се социјално активни, изолирани се од општеството. Така да тоа е и веројатно никој не би помислил на деменција во тие моменти. Да, никој не би помислил, да. Меѓутоа, магнетната резонанца би покажала дека со атрофија на тие регии од мозокот, фронталниот и темпоралниот регион, би ни покажала дека сепак може да се работи за патолошки процес во мозокот. Дали може некоја повреда на главата да доведе до ваков проблем? Да, може да доведе. Травматските повреди се исто така, значи причина и како што кажавме, може да бидат причина и за краварење. Многу пати краварењето субдурален, на пример хематом, може многу пати да не замаскира слика на деменција. Да. Каде е тој хематом, појаснете ни? Значи субдурален, многу видови значи на вакво на хематом постојат, меѓутоа дали е тоа значи помеѓу обвивките на мозокот, значи дали е суперарахноидално краварење, дали е субдурален, епидурален хематом. Значи не директно во мозокот, туку под таа обвивка на мозокот. Обвивките на мозокот и интрацеребрално исто така краварење, тоа е внатре во коморниот систем, така да повеќе видови на хеморагични инсулти кои што може да ни замаскираат една слика на деменција. Најчести од сите овие е Алцхајмерот, а потоа? Васкуларните деменции? Потоа, второ место од ПГ на васкуларната деменција. А овие последните два типа што ги пишете? Најретки се, да. Од прилика 10 до 20% од ПГ на нив.
Ке ги вклучиме гледачите, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Можете да поставите прашања кои што се однесува на темата на која што денеска говориме, а тоа се различите форми на деменција. Ги опфативме и најновите ризик фактори за кои што науката зборува дека имаат исклучително големо значење, а сега ќе преминеме на она што е исто така многу важно, а тоа е третманот, па дали на повидок некаков лек кој што може да ги обнови нервните клетки и да ја нормализира состојбата. Очигледно дека кај различни форми на деменција пристапот на лекувањето е различен или пак е сепак сличен? Е различен. Бидејќи не постои лек. Да, не постои лек, значи се даваат лекови кои што и кај нас се веќе достапни. Тоа се два лека кои што ние често ги даваме кај пациентите, донепезилот кој што е инхибитор на ацетилхолинестеразата и мемантинот кој што е метилдеаспартат рецептор антагонист. Значи овие два лека често ги даваме кај болниот од деменција. Меѓутоа, во последните години се разви една биолошка терапија со моноклонални антитела кои што се насочени кон чистење на тие амилоидни плаки во мозокот, значи чистење на тие патолошки протеини. Меѓутоа, сепак и таа терапија не може целосно да го излекува пациентот. Да, што се очекуваше, што е... Да, заради тоа што во механизмот за настанување на деменција, освен тие амилоидни плаки учествуваат и многу други фактори, значи овде е и тау протеинот, а овде е значи и хроничното воспаление, губитокот на врските помеѓу невроните. Така да многу фактори се вклучени и не може само ако делуваме на еден фактор да се врати меморијата како што била првично. Ке ги вклучиме гледачите да ги слушаме нивните прашања. Во продолжение на емисијата го слушаме првото прашање од гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Во програма сте, повелете. Поздрав до гледачката, до водителката и до гостинката. Вака, имам едно прашање до вас. Имам мозочен удар, имам Хашимото диагностицирано, имам заборавање сега. Свашта нешто ми се случило. Пием терапија на Презакс и Еутерокс по шема. Добро. Сега вас ви е дилемата всушност што би можело да биде причина, дали ендокринолошкиот проблем доведува до заборавање или пак мозочниот удар, како тоа да се утврди. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Како може да се утврди што е проблемот? Да, еве пациентот има и нарушување на тиреоидната жлезда, автоимуно, Хашимотов тиреоидит и има мозочен удар, значи треба овде да се направи, доколку нема направено после тој мозочен удар, снимка на мозокот, за да видиме дали има оштетување, значи дали има атрофија на мозочните неврони и дали имаме ризик овде за развој на васкуларна деменција. Значи, да, или доколку се исклучи сето тоа, сепак останува дека може да станува збор сето тоа заборавање на тиреоидната, на Хашимотовиот тиреоидит. Па може би некоја корекција би требало и тука може корекција на терапијата, значи да се провери пак нивото на хормоните, на антителата, антитепо, тие се вакво антитела кои што се високи обично кај пациентите со Хашимотов тиреоидит. Ајде да слушнеме уште едно прашање од гледач. Добар ден. Ало, добар ден, се слушаме? Се слушаме, повелете, во програма сте. Поздрав до докторката и до водителката. Ви благодарам. Имам директно прашање, се работи за синдром деменција. Така? И дали може на кратко, се работи за сопругата, она 68 години. Имаме право на КТМ, имаме право на МНР, магнетна нуклеарна резонанса и констатирано е дека се работи за деменција. И сега, користиме лекарства и по-конкретно да видам, што се витамини со минерали и ме интересира за лекот, само момент. Така, значи И мана, за лекот и мана. Добро. И мана. Како може, колку треба да се користи, дали може по поголема доза, ние почнем 5, 10, 15, 20 мг, и тоа наутро, дали може повеќе да се користи 2 пати или 3 пати на ден по 20 мг? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. Сепак мислам дека тоа треба да се консултирате директно со лекар. Терапија во телевизиска емисија не можете да добиете, но можете да добиете совет.
Што понатаму? Да, лекот имана, тој мемантин, кој што, како што кажав, ја успорува прогресијата на болеста и сега треба да се види, нели, обично по шема се зголемува лекот. Обично тоа го прави ординерачкиот невролог кој што има ординирана терапијата и зависи од симптомите, до кој степен се дојдени, дали значи треба да се зголеми дозата на лекот, дали треба да се намали, меѓутоа штета не може да има во никој случај, значи само може да има придобивка. Меѓутоа не е само и лекот нели да го зема, треба да се придржува до ние здрави навики. Дали ќе треба лекот постепено да се зголемува дозата? Па да, обично Добро, оди постепено. шемски и постепено значи сето тоа зголемување. Но тоа не исклучува и промена на животните навики, Да, со што да, ќе проговориме, обавезно, ја верувам дека ќе остане простор и за тоа. Ќе слушнеме уште еден гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Тебе молам. Дали сум јасна програма? Да, вие сте ве слушаме одлично. Повелете. Прв пат поздрав до вас и до докторката. Ви благодарам. Прв пат се соочувам со тироидната жлеза проблем. ТСК ми е 12,31, а СТ4 13,73. Па би сакала една консултација со докторката. Така, докторката е невролог, не е ендокринолог. Дали вас ви препишаа терапија? Да, ме препиша. Пиете сега, значи, заменски хормон. Да. Добро. И 4 недели па треба да одам на контрола. значи сега започнавте со земање на... Да, сега, да. А имате некакви симптоми како заборавеност или не? Не. Добро, значи се вувате исклучиво само од ендокринолошки аспект. Ви благодарам за вклучувањето. Имате предвид дека денешната докторка е невролог, но секако редовно треба да се прават контроли, така? Да, треба да се прават контроли. Веројатно станува збор за хипотироидизам, бидејќи е доста зголемен ТСХ, така да сигурно и високи дози на левотироксин се зимат како заменски нели хормон. Меѓутоа сето тоа исто, значи во консултација со ендокринолог треба да се проследи. Така. Споменавте дека се неопходни промени во животните навики. Постои ли некаква диета која што би дала подобрување кај луѓето кои што имаат некаква форма на деменција? Што е со кето диетата? Дали на вистина може да врати дел од меморијата? Па не може да врати дел од меморијата, меѓутоа може да ја успори прогресијата на болеста, затоа што кето диетата, кетоните се резервно гориво за мозокот, вместо шекерот. И обично таа диета се заснова на избегнување на јаглени хидрати во целост, односно многу мал процент се користат, околу 5% јаглени хидрати се дозволени во диетата, а голем дел се оние протеините и незаситените масти кои што се нели поздрави и тие, значи исхраната е заснована на тие два значи елементи, а се избегнуваат конкретно јаглените хидрати. Ја препорачувате таа диета, бидејќи најчесто треба да се спроведува под контрола на лекар. Да. Па сега и со нутриционистите овде, значи треба малце нели да се направи една соработка, значи дали пациентите се погодни за таа диета, дали може тие да ја држат таа диета. Така да повеќе фактори се вклучени во тоа дали ние препишуваме или не. Меѓутоа има придобивки за мозокот, да. Значи би било добро да се проба? Би било добро да се проба, да. А колку често треба да се испитуваат потоа кетоните во урината? Па од прилика треба да се испитуваат еднаш месечно. Да. А постои ли храна пак што може да превенира деменција, да ја спречи деменцијата? Постои ли нешто такво? Не може да ја спречи никаква храна деменцијата, меѓутоа исто може да помогне да се успори прогресијата, тоа е медитеранската исхрана, се препорачува значи таа веќе. Тоа е храна која што користи многу зеленчук, се користи риба, се користи маслиново масло, јаткасти плодови, скроз се избегнуваат јаглените хидрати. Така да и таа дава бројни придобивки за мозокот. Што е со витамините, со минералите? Еве спомна гледачот дека неговата сопруга зема и таква терапија. Да, витамините значи се суплементи, може едноставно да помогнат за регенерација на нервниот систем, значи да ги обноват на некој начин невроните, меѓутоа не може да ни витамините не можат да речеме да избегнеме со неа деменцијата. Може само така, значи заедно со другите здрави навики, значи терапијата, целокупната терапија да се успори болеста. А кај оние кои што веќе имаат деменција, дали одредени
суплементи би можеле да дадат подобрување? Па обично витамините од Б групата ги даваме ние често на пациентите, значи тие се добри за нервниот систем. И омега-3 масни киселини исто така, добри. Коензим Q10 ништо така Коензим може? Q10 исто така, да, и тој го препорачуваме. А превентивно да се зема ништо такво? Може и превентивно да се зема, секако не штети. Циркулацијата во мозокот има нешто што може да ја подобри? Да. Па и со овие суплементи, витамини, значи минерали се подобрува и циркулацијата во мозокот. И вела дека деменцијата е болест на целото семејство и семејството страда подеднакво како што страда нивниот близок. Што може да се направи и за нив да им се помогне? Да, за жал, ова е болест која што го зафаќа, значи, целокупното семејство и грижата за болниот од деменција е исцрпувачка. Значи, и обича први согоруваат, да, тие се разболуваат, мислам, пред да настане нешто друго. Тоа е или брачниот партнер, или керката, синот, внукот, внуката, кои што може да се грижат за тие лица. Бара многу жртва, значи, таа грижа и за жал во нашата држава не постојат соодветни центри кои што би се грижеле за овие лица и не секој може да речеме да финансиски е способен да плати некој приватен дом за да ги згрижи овие лица. Така да целокупната грижа е значи на грб на семејството. Многу ни фали значи во нашата држава во однос на деменцијата, значи групи за поддршка, социјална поддршка, психолошка поддршка на овие значи семејства, подоцна финансиска поддршка затоа што реално значи има многу голем трошок, овие семејства имаат голем трошок. Така да и дневни центри во Балканот постојат дневни центри кога еве да речеме синот керката се на работа, можат да остават неколку часа на чување во тие дневни центри болниот и подоцна да си го земат, затоа што да може да здивнат, затоа што тоа се работно способни луѓе кои што си имаат своји деца, своји фамилии и нивниот живот е многу тежок покрај болниот со деменција. А колку може дали е скратен животниот век луѓето кои што страдаат од деменција или пак тоа не влијае? Па може да биде скратен, да. Може да биде скратен, меѓутоа зависи од тоа како прогредира болеста, значи како обично понекогаш првичните знаци и симптоми се јавуваат после 10 години, а 10 години, да речеме, пациентот ја има тој патолошки процес во мозокот. Така да, после 10 години, ако започнат првичните знаци и симптоми, може пациентот и 30 години да живее без да има некои сериозни последици. Меѓутоа, зависи и од другите коморбидитети на самиот пациент. Значи, не ке сите пациенти со исто темпо се развива болеста, кај некој побрзо, кај некој поспоро. А има ли на повидок некои тестови кои што би се правеле преку крвта и кои што би можеле да укажат на можна појава на Алцхајмерова болест или некоја друга форма на деменција преку анализа на крвта? Да, има едни тестови преку кои што се детектираат маркерите, односно тоа се протеините во крвта. Тоа е тест кој што е одобрен од FDA 2025 година и може да ни укаже на тоа дека доколку има значи одредена количина на тие протеини во серумот, дека може да се работи за развој на деменција. И што потоа, ако добиеме таков резултат со оглед на тоа дека нема лек? И треба да почнеме да ги применуваме здравите навики, се со цел да доколку имаме деменција, да го спориме барем прогресијата. Не може да излечиме болеста за жал. Под здрави навики подразбирате движење, правилна исхрана, да не се пуши цигари, да не се конзумира алкохол, други наркотични средства, физичка активност колку што е дозволена, социјална интеракција, храна да речеме медитеранска, да се избегнуваат јаглени хидрати, значи регулација на хроничните болести кои што ги има. Сите тие работи предонесуваат до тоа да ја успориме болеста. Јас ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Ви благодарам јас. Почитувани, ова беше уште една емисија што ја реализиравме заедно со приватната клиничка болница Жан Митрев. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте и денеска и ви посакувам пријатен ден.